широк свакак. 21 јули 2026 година. Ова е куќата во која живеела една убава влајнка Хелени, која му била љубовница на една историска личност, Кемал Ататурк. До пред 40 години овде било обителското корзо од каменност било движењето и се одело до Епинал. Секој знаел навечер каде му е местото, каде се паркира, така наречено паркирање. Пред Епинал, местото, улицата, се паркирале постари лица кои не биле стапени во брак. Тогаш, ако лицето било над 25 години, се сметало како стар и нив му било местото пред Епинал. Овде шетачите, младината, се паркирале, така наречено се паркирале. На ова место овде се наоѓала будка и секој си имал место на паркирање. Некои биле пред будката или ќе ти кажеш јас ќе паркирам позади будката. И тука имало неколку патеки за движење, другото било патено местото. Некои се паркирале овде, некои кај книжарата тогашна култура. Ке се паркирале младите и подредно ќе шетале и пак се паркирале на истото место. И секој можел да го најди пријателот на местото каде што се паркира. Затоа што тогаш немало мобилни телефони, но животот ги научи луѓето да се наоѓаат, да се вклопуваат во времето во кое живеат. Ова е возобновеното кино Манаки, кое било изградено меѓу двете светски војни, но во пожар пред почетокот на Втората светска војна киното било запалено, но пред 10 години е обновено. Сега ќе одиме кај куќата на Данабаш. Данабаш во почетокот на 20 век и крај на 19 век семејството Данабаш било најбогатото семејство во Битола. Тоа било ова нивната куќа, нивната семејна куќа, која за жал некаде 1928-29 година бил убиен. И неговото семејство се растурило. Тоа е куќата на Данабаш. Хотел Епинал.
изграден некаде 1971-72 година. За жал на местото на црквата Свети Константин и Елена, која била срушена за да се изгради денешниот хотел Епинал. Ова е возобновеното кино Манаки, во собственост денес на општина Битола, каде што се одржуваат некои културни манифестации. Киното кој меѓу двете светски војни Битолчани повеќе го нарекувале биоскоп. Движењето на шетачите по кордото до пред 40 години било до Каменос. Денешното место познато Каменос. Од Каменос натаму некои продолжувале до шеталиштето, ни шеталиштето, но главното шетање било од хотел Епинал до Каменос. Поздрав од Широк Сокак од Битола. – 21 јули 2026 година. Поддржете го YouTube каналот Македонско време со тоа што ќе кликнете на subscriber, односно ќе се претплатите. Ви благодарам.